Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Поздрав од комплексот Златно буре Кучково. Недалеку од Скопје, прекрасна природа. Природа во која што ќе уживате. Дали е зима, лето, пролет, есен, не е важно. Секогаш по вашите прошетки доаѓате овде и уживате во амбиентот и во традиционалната кујна. Патот е сега направен, да знаете дека прекрасно се стигнува со уживање. Јас за денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам една погача со џимиринки. Пченкарна погача со џимиринки. Токму сега е периодот каде што се прават многу работи со џимиринки, дали кифлички, дали пржен прас со џимиринки, везени пиперки за макање, погачи, можете и пита да направите, тегнети баници со џимиринки, значи имаме многу нешто во кој што можеме да уживаме во вкусот на џимиринките. За да направите ова погача, вас ќе ви бидат потребни 350 до 400 грама пченкарно брашно. Не зборуваме за палента, туку пченкарно брашно. 4 јајца, 350 грама џимиринки. Ако немате 350, ставете и 200, воопшто не е проблем. 250 грама кисело млеко, еден голем страк прас, ако се помали ставете 2, малку масло за намастување на тепсијата во која што ќе печете и малку вода, можеби ќе ни треба половина чашка, 1 децилитар, можеби половина. Тоа ќе видите сега во процесот на изработка, зашто ни е потребна за резерва водата. Едно пакетче прашок за печиво, лута везена пиперка или влага сува везена пиперка подпечена и искршена, малку сол и половина кафено лажиче шекер. Да преминеме сега на работа. Значи, во едно тавче ќе ги ставиме прво џимиринките да ги подпршиме. Така, ќе им ставам малку масленце за да не ми подгора доле. Ете така. И ќе промешувам. Значи, они треба да се стопат, да пуштат масло. После ќе го ставам тука празот, и празот малку домекне, но не смееме многу да пржиме. Само малку да го фати врелото масло, празот и џимиринките. Додека ова си се пржи, јас ќе ги изматам јајцата. 4 јајца. Ми падна, така да го отстранам и него. Малку од лушпата. Сега како е студено надвор, таман една ваква погача и убаво ќе не стопли, па со чашка црвено винце, за мерак. Така. Сега ќе бидете внимателни со солта, зошто? Затоа што џимиринките се солени. Значи на самиот крај ќе пробаме и ќе додаваме сол. Но ќе додадам малку шекер тука. Половина лажиче шекер и ќе додадам малку сол. Исто половина лажиче. И ќе земам една лажичка да ги изматам јајцата. Колку да се разбијат. Јајцата се изматени. Така. Сега ќе ставам кисело млеко во нив внатре. Значи половина канче кисело млеко, тоа е од половина килограм, кравјо, овчо, како сакате.
Сега ќе ставам пecivo внатре, затоа што тука во течноста да се разбие убаво. Како замириса овие џимиринки. Сега го ставам празот и исклучувам, толку е. И везените пиперчиња ќе ги ставам тука. Ај сега не јади, Е толку. Значи, ништо повеќе не треба. И сега кога ќе се пече оваа погача, ќе си пушти маснотија уште џимиринката или чварките. Ето така. Сосем доволно. Напади си децата, седни јади. Ете така. Доволно е тоа. Сега ќе го додавам брашното. 350 грама пченкарно брашно. И ќе почнам да мешам, да направам една хомогена смеса. Еве добивам една густа смеса, леплива густа смеса. Еве гледате како е смесата густа и леплива. Откако ќе ги додадам чварките и празот, ќе видиме како ќе биде, затоа ми е потребна водата. На почеток е вака. Е така, сега ќе ги префрлам во тепсијата, во тавата. Убавине. Така. Не се секирајте што е топло. Воопшто не е проблем тоа за водност на јајцата, затоа што има и брашно. Така. И сега ќе му додадам вода. Може би 1 децилитар ќе биде сосем доволно. Така. Леле. Убавина. Но мислам дека ова тавче ќе ми биде големо. Јас ќе го префрлам ова во помало тавче. Сега ќе одам во кујната да земам помало. Да. Значи некаде 26-ка, тавче број 26-ка. Мераци. Одам во кујна по друго тавче. Еве ме сега со новото тавче, помалото, значи за тој големиот плех ќе требаше дупла доза да направам. Мислам дека уште малку водичка ќе додадам и ќе додадам околу 4-5 супени лажици масло. Одлично. Сега сме веќе готови. Еве да видите колку треба да биде густа погачата, смесата за погачата. Вака треба да биде. Се пече на 220 степени на почеток, потоа намалуваме на 200,
се додека не се испече убаво, па некаде 40 на минути, сигурно ќе треба на 200 степени. При крај може и 180 малку. Да земам со лажица малку да поприберам уште што е останато. Леле, ова која ќе пушти сега везената пиперка, џимиринката, празот. Одлично. Драги мои, ви останете со вкусот на традицијата, јас го носам во кујната да го испечам, се гледаме со вас на трпезата. Може би одлично ќе одговара некоја салата со кисела зелка или јогурче, кисело млекце, што и да е ќе биде прекрасно. Се гледаме на трпезата. Еве, драги мои, како изгледа нашата пченкарна погача со џимиринки со чварки. Вистинско зимско уживање. Уживање за сите наши сетила. Ова е баш она права македонска погача со џимиринки. Еве вака. Леле, ајде да видиме вака. Еве, уште дими. Еве. Значи, најдобро е со рака кога ќе се земи, имам и жива туршија, и руска салата од жива туршија. Леле, како мириса. Нешто прекрасно. Леле, па како одговара. Со ова кисела зелка. Одлична комбинација. Или пак од ова карфиолче, морковче, исто стасано од зимница. Да не можеш да престанеш да јадеш. Драги мои, направете ова убава и толку вкусна погача со пченкарно брашно и џимиринки. Уживајте во вкусот, наточете си чашка црвено вино и ве поздравувам со пораката. Животот не се планира, животот се живее сега, тука, одма. На здравје, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!